Македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Во моментов имаме една од многуте веќе видени ситуации со кои насила се туркаат предлог кандидати пред да заврши комисиската расправа по останатите предлог кандидати. Жалам што нашите апели не допираат до владиното мнозинство и наместо да се поправаат и да почнат конечно да ги почитуваат процедурите, повторно ни се случуваат ситуации заради кои довербата во судството ни е 3%, бидејќи и повеќе од очигледно е дека се наметнуваат предлог кандидати од партиските којни. И кога веќе мораме да дискутираме по точката предлог за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, ќе ви кажам, колеги од мнозинството, дека колегите ваши, ние од опозицијата, кога се подготвуваме за дискусија по предлог точките на дневен ред, поаѓаме од законите кои ја третираат областа за која се дискутира. Во случајов тоа е Законот за Советот за јавните обвинители на Република Македонија, па да видиме, односно на македонската јавност да и предочиме, што точно вели законот во член 32, насловен како членови на Советот што ги избира Собранието. Вели вака, став 1. Членовите на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија се избираат од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници. Дали Светлана Жупановска е универзитетски професор по право? Не е. Дали Светлана Жупановска е адвокат? Не е. Дали Светлана Жупановска е истакнат правник? И тоа не е. Светлана Жупановска е судски соработник. И денес го разгледуваме овој предлог и верувајте, случувањава и на комисиски седници, без оглед на тоа за која комисиска седница станува збор, и случувањата на пленарна седница се дотолку веќе видени, што ни се смачи, верувајте, од залудно говорење, убедување и обидување да ве вразумиме како представници на власта или поточно рака кревачи и гласачи на невидено. Зошто велам веќе видено? Затоа што се сме виделе, колеги, од истакнати правници, преку влада која ќе правеше ветинг, па се до коалиционо мнозинство која ќе правеше реформа на јавната администрација. Колеги, свесни ли сте дека ги урнавте сите критериуми за квалитет? Веќе никој не ви верува, па се прашувам дали и вие самите воопшто си верувате себе си. Или сте принудени да дозволите некој да ве претвара во роботи, во гласачка машинерија. Жално е ова што ви се случува, но уште пожално е што преку вас ова се пресликува и им се случува и на граѓаните и на целата држава. Свесни ли сте дека теретот од вашите одлуки го ставате на грбот на граѓаните и ја уништувате државата? Па ова Светлана Жупановска, што ни ја предлагате денес, дури ни Google не ја знае од што е како што бара законот универзитетски професор по право, адвокат или друг истакнат правник. До кога, колеги, ќе разгледуваме вакви предлози кои не се за разгледување, а камоли за гласање? До кога ќе ги деградирате институциите, па и Советот во случајов? Како може Светлана Жупановска утре да оценува некој кому не му е ни до колена? Зошто велам веќе видено? Затоа што ми наликува на истакнатата правничка Татјана Васич, која од записничар ја направивте уставен судија. Татјана Васич беше нечија другарка, како што сега Светлана е другарка на Катица Јанева. 30.000 евра зела затоа што е другарка на Катица Јанева и јас на вистина не знам кога и колку ви е доволно за да ги наситите вашите членови. Примила 30.000 евра, дајте друго дете, понудете квалитетен кадар барем еднаш. Ова ли се критериуми, колеги? Зошто дозволувате вакви кандидати воопшто да се најдат на дневен ред? Став 2 од член 32 на споменатиот закон вели: седницата на Собранието на Република Македонија, на која се избираат членовите од став 1 на овој член, е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот за членови на Советот, што се избираат од страна на Советот на јавните обвинители. Какви црни 30 дена? Пријавата од Светлана Жупановска до Собранието е поднесена на 17.2.2022 година, а ја разгледуваме на 15.6.2022
2023 година, што значи цела година и 4 месеци подоцна. Каде ја гледате итноста овде? Ние, искрено, да си кажеме, итност гледаме само во вашето обезглавено трчање по тендери и криминали. И сега во пријавата од дотичнава жупановска гледаме уредно си доставила основна документација, уверение за државјанство, уверение за завршен правен факултет, што не значи дека била професор по право како што налага законот, податоци од матична евиденција, потврди, спогодби, решенија, образци, препораки и слично, меѓу кои образец за оценување на судски службеник. Што вели образецот за оценување? Образецот вели: Светлана Жупановска, судски соработник, покажува високо ниво на квалитет, професионализам и стручност во ред, ама како судски соработник, а не како универзитетски професор или како истакнат правник. Потоа вели: судскиот службеник покажува и висок интерес за следење на новините, како и за стекнување на нови знаења. Па и јас, колеги, и добар дел од вас покажуваме висок интерес за стекнување на нови знаења, ама тога никого од нас не го прави истакнат правник. Светлана Жупановска можеби ќе стане истакнат правник некогаш, ама сега не е и сега не може и не треба да стане член на Советот. Тогаш кога ќе стане истакнат правник, нека си се пријави, ама сега треба самата таа да биде свесна дека доколку биде избрана, во секој момент ќе и се заканува опасноста да биде разрешена, затоа што има сериозен законски основ за тоа. Кој ќе настрада ако дојде до тоа? Ќе настрада повторно угледот кај јавните обвинители и ќе настрада и онака урнисаната доверба кај граѓаните. Го уривате угледот на институциите една по една, а Бога ми некаде и топтан. Затоа имаме историско најниско ниво на доверба на граѓаните во обвинителството и според најновите анкети на ИРИ, обвинителството е институција со најниска доверба во земјата од 3%. Кој ви ја даде довербата? Затоа треба веднаш да прекинеме со расправа за оваа точка, пред се затоа што не се исполнети законските критериуми. При толку јасен закон, при толку концизен член 32 од Законот за Советот за јавни обвинители, кој нема потреба ниту да се толкува, дури ни за нас кои не сме правници. Одоко се гледа дека Светлана Жупановска не ги исполнува критериумите кои ги бара законот и јас навистина не знам зошто си го губиме времето. Овој оглас треба веднаш да се укине како незаконски, да се отвори нов повик, да се запази процедурата и конечно да се избере кандидат како што е ред. Дискутирајќи за овој предлог, вие и на нам пратениците не доведувате до ситуации да кршиме закони. Со тоа што воопшто дебатираме за овој предлог, по овој оглас, ние самите го кршиме член 32 став 2 од законот. И дајте ве молам да ја прекинеме расправата, бидејќи многу е јасно како треба да постапиме. Демократски бараме да заврши дискусијата по сите предлози и да се пристапи кон гласање. Ви укажавме дека нема да гласаме затоа што упорно ги кршите процедурите само и само за да си ги запазите насоките што ви доаѓаат од штаб. И тука можам да речам секоја ви чест. Никако да потврлите кога станува збор за партиска насока. Како од тројца кандидати утврдивте само еден и ја затворивте расправата, тоа само вие си знаете, но знаете дека тоа го гледа македонската јавност. Се однесувате како да сме во маркет, па си ја терате работата прв дојден, прв услужен. Многу лоша пракса е ова и тоа не е само лоша собраниска пракса, туку и лоша пракса кон останатите кандидати после Светлана Жупановска заради нееднаквиот третман. Јас сум убедена дека ви е јасно тоа, но мора да сте единствени кога треба да ги гласате подобните, затоа што исто така јасно ви е дека доаѓа денот кога овие што ги гласате денес ќе треба утре да ви возвратат за денешниот глас и утре ќе треба да ги покриваат криминалите што денес ги правите. Ама јас ве убедувам дека утре ќе има ревалоризација на капацитетот на кадриве црпнати од партиските штабови и сместени во урнисаниот систем, бидејќи тоа е единствен начин за да ги подобриме состојбите во судството и обвинителството, за кои последната анкета на перцепцијата ви кажа дека се на дното од сите институции. Ова мора да се смени за конечно да можеме да кажеме дека имаме функционална држава. Ви благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска.